Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите. На крајот од овој значаен изборен ден можеме со гордост да кажеме дека Македонија уште еднаш покажа зрелост, достоинство и демократска свест. Денес нашата држава помина низ мирни, фер и демократски избори кои се гордост за секој наш граѓанин. И му патуваме огромна благодарност на сите граѓани кои излегоа на гласање и ја покажаа својата одлучност и доверба. Ви благодарим за поддршката, за вербата и за тоа што застанавте на вистинската страна. На страната на напредокот, вредностите и стабилноста. Сите извештаи говорат дека изборниот ден помина во мирна и достоинствена атмосфера. Тоа е доказ дека Македонија знае да спроведе демократски избори по нависоки стандарди. Ние како ВМРО-ДПМН очекуваме одличен изборен резултат. Во првиот круг граѓаните го направија вистинскиот избор, а сега во вториот очекуваме разликата да се зголеми во наш прилог. Очекуваме голема победа. Знаеме дека граѓаните очекуваат резултати, решенија и нова енергија. Ние таа доверба нема да ја изневериме. Од утре продолжуваме со работа, со уште поголема посветеност и одговорност. Во текот на вечерта, на следните пресконференции, ќе почнеме со објавување на првите неофицијални резултати од гласањето. Ви благодарам, доколку имаме прашања, говорите. Евидентна е малата излизаност во Сарај, во Чајри, каде што Бреди требаше да испорача согласно договорот за вашиот кандидат во Скопје, да бойкотирали вашиот коалициски партнер? Гласањето е избор на секој човек поединечно. Тоа што одреден поединец или одредена партија дава поддршка на еден кандидат или не дава поддршка на еден кандидат е одраз на став за кој стојат повеќе причини. Тоа е нивна одлука, ние во тоа нема да навлегуваме. Секој граѓанин има свое право да си го изрази својот глас, сепак сме демократска држава. Ние како ВМРО-ДПМН ќе работиме оние партиски и етнички бариери да ги отргнеме. Да работиме за заедништво, да работиме за заедничка држава и со тек на време преку проекти, преку резултати и преку дела ќе се увериме дека можеме Македонија да направиме една заедничка држава. Ниска излезност одговара секогаш на владеачките партии во принцип. Тоа значи дека не се мобилизирале неутралните, неопределените и оние што би сакале промена во визави владеачката власта. Очекувате ли дека ќе биде, она што рековте, голема победа и колку ќе биде, например, во градоначалници? Имате ли веќе некоја представа колку ќе имате градоначалнички места? Ние очекуваме во секоја општина каде што имаме градоначалник во вториот круг да издвојуваме огромна победа. И Скопје тоа значи. Секој. Колку ќе очекувате да биде разликата во Скопје? Видите, тоа ќе се мери веројатно дали ќе биде 1:2, 1:3, 1:4, па дали има шанси за промена, бидејќи промената секогаш доаѓала од Скопје, односно од скопските општини. Колку би била некоја соодност? Имате ли представа во овој момент? Па добро, во првиот круг беше 3:1 разликата во соодност на против кандидатот кој влезе во вториот круг, така да очекуваме зголемување, би рекол удвојување на таа разлика, така да очекуваме убедлива победа во градот Скопје. Благодарам. Рековте дека биле фери демократски избори, да сепак веќе има партии кои што ги оценуваат со низа нерегуларности, а и од дека имаше во текот на денот дека има инциденти пријавени и дека имаше одноварење во Арсеналица. Сепак не било се шведски, не биле избори. Добро, јас би го повторил она што го кажав, дека имаше навистина фери демократски избори во овој втор круг, исто како и првиот круг. Мислам дека Македонија после долго време конечно има едни, би рекол, европски избори после долго време. И уште едно прашање, каква е ситуацијата во Кичево? Моментално не би сакал да лиферувам и да шпекулирам со бројки, сепак доставим уште некој период и ќе ги имаме